Еден цар шетал тебдил со садрјаза му по царштината негова. Чита Александар Станојков. Излегол некој умен цар да прошета по земјата негова и да чуе од народо дали го милуваат, али не го милуваат. Шетајќи по граду и по села, чул и видел многу работи и врвејќи покрај една нива што ја жниеја, гледа царово нивата еден старец кај жние токму со младите и се вратил. Помози Бог, старче, му рекол царот. Дал ти Господ добро, пријателе, му одговорил стариот. Што се за овие момчиња, бре старче, аргате ли твојти се? Сите 7 синови ми се пријателе, му рекол стариот. Ами, кога имаш 7 синови, заошто ти работиш, ти треба сега да си гледаш староста, Анџак си изгледал 7 синови, сега треба да се починиш, му рекол царот. Вистина, пријателе, стар човек треба да седи и да не работи. Арно, ама јас не сум стар, која уште татко живи, тој уште кај работи дома. А пак јас да не работам, страмота е која мери за снагата. При се што сум 90 години, па не се давам за немладите момчаци. Право бе, старче, да живееш. Молам, ако не ми кажеш името на вашиот татко, да дојдам да го видам и кај што ќе одам да го прикажувам. Нашата куќа е до црквата, појди в село и ќе видиш, му рекол стариот. И отишол царо во селото, та влегол во куќата и го видел стариот кај туку делка со сечирата едно дрво. Помози Бог, старче, му рекол. Дал ти Бог добро, пријателе, му одговорил стариот. Како си, здраво живо? Слава Богу, здрав и жив сум, ами вие како сте? И ние сме здрави, ама спроти нашите години и твоите, ние не сме толкова здрави. Знаеш, старче, што се вратив при вас? Слушај ме да ти кажам. Застанал стариот просто да го слуша. Врвејќи покрај вашата нива, го видов синати и внуците кај што жниеја и се вратив да го прашам синати оти работа при толкова синови и бидејќи е тој стар човек. Тој ми кажа да имал татко и тој работел. И за вистина, еве, кај те видам оти работиш. Туку седам и се чудам, бре старче, како сте си го изчувале вашето здравје, вие и синоти? Ти се молам ако не ми кажеш. Пети, пријателе, да ти кажам, му рекол старецо. Јас уште од детинство од 2 дни и 3 го јадев и на неделата еднаш од 250 меура собраното го давав на жената ми кога имав. Ете, од тоа сум си го изчувал здравјето, пријателе. Разбра сега што ти кажав? Разбрав, старче, разбрав, ашкол сум на твојата мудрост што си ја имал, му рекол царот и си отишол дома. По некој ден го прашал Садрјазам од царот за зборовите од стариот. Садрјазаме, му рекол, ние бајаѓи градови и села прошетавме со тебдил леко наш и многу нешто видовме и чувме. Најпосле бевме кај стариот 120 години. Дали разбра што ни кажа тие неколку зборови? Разбрав, честити царе. Еве што кажа стариот. Од 2 дни и 3 го јадев и од 250 меури што го збирав, на неделата еднаш ја го давав на жената ми која ја имав. Арно си разбрал тие зборови, Садрјазаме, туку дали разбра што сака да кажи со тие зборови? Не разбрав што сака да кажи, честити царе, му рекол. Ако милуваш, кажи ми што сакаше да кажи. Еве што сака да кажи старецу со тие зборови, му рекол царот. Од 2 дни на 3 дни го јадев, демек се бајат леб јадел. А па собраното од 250 меура еднаш го давам на неделата на жената ми, тоа сакаше да кажи, на неделата еднаш се приближувал до жената си. Собраното од 250 меура било силата на човека што ќе излегува кога се зближува со жената. Силата излегувала од влакната, од месото, од костите, од утробот и најпосле од мозокот. Ете, тоа сакаше да каже старецу Садрјазам ефенди. Разбра сега? Ете една мудрост од простите селани што треба и ние да ја држиме, ако сакаме да бидеме здрави и многу да живееме.